Со измените, сите правни лица откупувачи на сливи регистрирани за преработка на земјоделски производи и правни лица регистрирани за вршење трговија со земјоделски производи кои извршиле откуп на сливи од реколтата 2018 година од домашно производство, ќе добијат субвенција од 2 денари за килограм за откупени сливи. Финансиската поддршка ќе стапи во сила со објавување на одлуката во службен весник и ќе важи за откупени количини сливи до 15 септември 2018 по откупна цена не пониска од 5 денари за килограм за индустријски сливи. Оваа субвенција ќе важи и за откупувачите што ќе откупат свежа слива, со што на еден од состаноците изминатите денови, што го одржале од Министерството, било договорено откупната цена за оваа слива да не биде пониска од 8 денари за килограм. Земјоделците од Радовишко викендов протестираа со блокада на регионалниот пат кон Струмица поради слабиот откуп на ова овошје. Незадоволни од немањето откуп на слива, се решивме на овој чекор да го блокираме патниот правец како би можеле да го скренеме вниманието и на јавноста и на надлежните институции дека родот наш скапува по нивите, нема откуп, а голем дел од овие луѓе екзистираат единствено од слива, таа им е единствено средство за живот и се принудени на овој чекор. Откуп нема никаков, тотално е стопиран откупот на сливата, ни еден од пунктовите не работи. Решението го гледаме преку помош од ресорните министерства, Министерството за земјоделие, евентуално да преземат мерки да се интензивира во идниот период откупот на сливата или евентуално договорените работи вчера со представникот од Министерството за земјоделие да се реализираат. Дел од сливата да оди како за откуп, дел во индустријско производство, за индустријска преработка. Мислам дека сливата е при крај и за една седмица ќе падне сета на земјата. Уколку не биде откупена, треба се истресат сливите на земјата и да... Јас сум веќе 70 години човек. Возраст. Мислам до сега не е имало таков откуп до сега. Скажа и ветова дека ќе биде подобар живот, не подобар живот, полош живот испана. Ние не можеме со што сме фарлиле по 1000-1500 евра пари, наши готови, не може да си собере нашите пари. А па камоли да живеем до година. Ако мислят на тај начин да живеат, они да правят на нас земјоделците и да не лажат, нека се откажат така неспособни. Мислимо тоа парно нема. Инаку од Министерството велат дека со субвенциите за 2018 година со мерката за одржување насади од слива, земјоделците имаат право на субвенција во висина од 33.000 денари за хектари, 39.600 за површина од 1 до 5 хектари, како и субвенција од 3 денари за килограм предадени сливи во преработувачки капацитети. Дополнително со новата мерка за субвенција од 2 денари за килограм за откупувачите, од Министерството очекуваат стабилизирање на откупот и решавање на проблемот.